Добър вечер за нашият гостин, доктор Павел Филев. Добър вечер. Позната фамилия Охрид, вие като доктор, вашата съпруга, вашата фамилия позната в Охрид. Питам, ето да речем, се знае дека сте видени на старите производители на охридски бисери в Охрид, т.е. приказката започва некъде в 1923 година, или по-точно, кога е пребегна белогвардеец от Русия, доаѓа во Охрид, па во 1925 година во кафана на вашиот татко и на фамилијата Талеви ја продава тајната за производство на Охридското езеро, кој е преземено Белканското езеро, кој да речеме на еден начин е слично со флора и фауна со нашето Охридско езеро, каде во суштина се јавува таа плашица, риба. Од тогаш вашата фамилија е производител на охридски бисер. Нешто по-конкретно. Јас во самиот почеток би сакал само една корекција да поставам во само поставување на прашањево. Кога станува збор за купување на тајната од тој фамозен белогвардеец, семејството Филеви не го купува занајатот. Тоа го добива на дар. Го добива на дар затоа што во кафаната на мојот дедо, тој белогвардеец нашол комплетно скровиште и му биле задоволени есенцијалните проблеми и може да преживее. Благодарност на тоа е добивањето на рецептурата за охридскиот бисер. А во однос на Талеви, тоа би требало по некаква практика да се остави тие да, тие 25 на полјоните, да. Јасно. Вие сте, да речем, еден од најстариот производител, вие лично, на охридски бисер, која продолжува таа традиција на производство на охридски бисер. Дори сме времено бевте и член на таа комора од социјализмот кој ги издаваше сертификатите за производство на охридски бисер. Вие имате дадено сертификати на вашата фамилија? Па во принцип во моје време за да се отворише дуќан, да добиевте право за вршење на дејност за нечија, требаше да имате пред некаква комисија положено некаков мајсторски испит. Јас би сакал многу екзактно да нагласам дека во рамките на фамилијата во првиот наврат се поделија на име на брат ми и на мене одобренија за работа, а потоа, за да има некаков мир и баланс, му беше понудено на господинот Талев да се стекне и тој со таквото уверение кое во тој момент се рангираше на ниво на диплома. Вие запрашам директно. Дали вие на вашиот, да речеме, внук Михајло Филев, ви му давате диплома или сертификат за работа? Не. Тоа е веќе новиот тип на одобрување за работење. Едноставно мислам дека е околу 200 евра, отприлike нека таксарина, си отварате фирма и работите што се. Дали тоа би значило да се вратиме од аспект на исконското, кој да речеме тој белогвардеец го пренесо на вашата фамилија, дали тоа значи дека денеска све што ги ради по низ Охрид, да речеме, низ Свети Наумите, Каратека, низ разни сајмови, каде што сите викаат дека нивниот бисер оригинал, а знаеме од каде доаѓа и колку е макотарна работа, да речеме, јас лично знам колку е таа макотарна работа по производство на охридски бисер, дали да речеме, во вашиот дуќан не можам да сретнам низ од огрлици, од охридски бисери, па наруквици, така натака, се гледа дека вашиот, ова што ги имате вашиот дуќан е доста количествено мало. Во што е тајата? Јас кога барав одобрение за работа за себе, се базирав на една концепција на водење на дуќан како авторски дуќан. Авторски дуќан затоа што самиот имам скоро 30 и кусур години мајсторски испит за филигран. Тој е положен пред комисија на која чело стоеше еминентен човек, тој беше господинот Вангел Дереван. Така да вториот дел од прашањево, зошто во мојот дуќан има малку бисери, е суштинскиот дел на прашањето. Така. Во секој случај, едноставно, нити имаме такви количини на материјал, нити физички може човек да го произведе во такви количини, да можете да отворите експозитура во Скопје, експозитура во Струмица, во Белград, значи ќе се претворите во IBM. Значи, едноставно може да се каже дека тоа би било не IBM, него да рече било IB Купи,
бисер, така? Така, може да се рече дека е така. Затоа што гледаме се дека и во цел Охрид, во Луѓаните, во Свети Наум, па после мобите за туризам, каде што се представува Македонија, сите тврдат дека нивниот бисер е оригинал. Дали може да ни кажете колку уверенија за охридски бисер ви имате подпишано? Вака, во тој период мислам дека постојат 4 или 5 уверенија, во кои станува збор за уверение на брат ми, на мојата снаа, неговата сопруга, моето, на господинот Талев и уште едно, веќе не се сеќавам точно, мислам дека на господинот Чазиман Јусуф. Тоа старата во Охридската чаршија. Така. Фамилијата Јусуф, да. И никогаш не сум престанал да коментирам дека тоа се работеше за она дефиниција која одамна сме заборавиле за некаков еснафлук и да нема препукување, ниски удари или она што во моментов постои несоодветна подлост на одредени луѓе. Дали има да речеме она нелојална конкуренција која не напоменам, која оди по сајмови, по излетнички места и така натака, која тврди дека нивниот бисер оригинален, а во суштина се работи за едно строго чувана фамилијарна тајна која ретко се предава на некој друг, тоест не се предава, него оди од поколение на поколение и се знае дали машкото, дали чедо, дали женското, кој е повеќе заинтересирано, барем така во ке вас фамилиите Талевци, Филепци и така натака. Не можам да разберам од каде толку наплив на производители на охридски бисер. Вака. Првенствено би сакал да направам една мала дигресија во овој наш муабет. Во семејство во Филеви се промовира една теорија која не знам колку, а веројатно има некаков ефект врз една категорија на луѓе, дека занаетот не се предава на женските деца. Значи, поголем фашизоиден облик на демонстрирање не постои од тоа. Кога ќе земите уназад 40 на години, носител на занаеческиот дел во семејството Филеви беше мајка ми. Значи, мајка ми беше жена, дефинитивно. Така да, во иднина, занаетот ќе го познава ќерка ми, или воопшто не гледам никаква причина зошто занаетот не бил пренесен на женска особа. И на зетот утре, веројатно. Зошто да не? Се шири фамилиарниот бизнес. Се шири фамилиарниот бизнес и сите се трудиме да водиме нека политика. Ајде да се навратиме малку. Вие сте во Охрид стојали од 40 години назад произведува охридски бисер без престан. И своевремено доколку се побараш охридски бисер, не упатува на вашата домашна адреса. Јас како порано чирак во Охридската чаршија од мој 14-15 години ке Златар покојен Славчо Илиевски, тоа добро го знам дека своевремено синоним за охридски бисер бевте вие. Што се случува најдуш некој ренесанс има производство на охридски бисери? Дали го обновуваме, да речеме, ајде, обновуваме барокот, али дали ги обновуваме охридските бисери, да речеме, во некој ренесансен период сега, кој сакаат да го наметнат како бренд на Охрид, кој може да се најде буквално во секоја трафика. Прашањето ви е многу на место и одговорот би бил отприлике некаква репликација на стратегијата која има Кока-Кола. Значи, не се бираат средства да се направи реклама на секој можен начин, притоа се изнесуваат такви големи невистини со кои се манипулира една огромна јавност во комерцијални цели во секој случај. Јас овој период, 10 години уназад, имав здравствени проблеми и бев физички одсутен од овој пазарен дел и не водев нека посериозна сметка, односно не предвидов дека ќе ова навлезе во некој води кои не само да од некогаш веќе почнале да бидат калливи и пендливи, но сега навистина се во една многу лоша ситуација. Викате ви Кока-Кола е заштитен бренд. Кај дојдете во светот, Кока-Кола не можете да направите во светот, додека да речеме, можете да ја правите Африкола, како што во случај во Охрид, така натака, меѓутоа охридскиот бисер сам по себе, онака како 1920 година вас ви да го произведувате, тоест на вашата фамилија, не на друга фамилија во Талевци,
Не може да биде ова денеска, да речеме, или се реплики, или да речеме, ајде, знаеме дека работи Младен Кина, дека емулзии се земаат од Кина и се земаат готови, и доаѓа тоа на кило, и овдека добро му се пакува на страец, кој сака да има со себе, да речеме, охридски бисер, кој, да речеме, дека за 4 до 5 години, едноставно неговиот сејај на бисерот ќе потемни, така натака, нешто што не се случило со стариот охридски бисер. Јас можам да ви кажам еден многу немил настан на кој се уште не сум ментално соочен, мислам не сум го пренебрегнал. Пред една недела или можеби 10 дена беше еден еминентен новинар во Охрид, Милич, мислам дека ја води господинот Милич. Ал-Джезира. Не Ал-Джезира, господин, добро. Правеше некоја репортажа во соседниот дуќан, во кој се прави охридскиот бисер, кај Михаил Филев, и оттаму се упатија заедно со се него во дуќанот на Талев. И тоа во принцип не е никаков проблем. Нити се работи за некаква невистина. Кога се обидов да го застанам господинот Милич и да му ја дадам мојата картичка и да му кажам дека господин Миличу, јас работам веќе 41 година. Тој воопшто немаше представа што снима, ми се обраќа мене и вели, чекајте, вели, вие зборувате за 41 година, други вели зборуваат дека скоро 100 години се. Значи јас апсолутно овој период не сум постојал, како никогаш да не сум постојал. Оно што ме чуди, да речеме, на таа карта на Охрид, на веб порталот на општина Охрид, така натака, никаде не можеме го сретнеме вашето име. Ево, за ваш контакт да го добијам денеска, да разговарам вечера со вас, буквално мак измачив да го најдам вашиот телефонски број. Дали, на што се должни, дали не сте симпатични на некому, дали буквално им пречите на некого во тој голем бизнис, моментално на охридски бисери, и така натака, затоа што ако се знае фактот дека своевремено, ево ке земе пред ратна Македонија, тоест времето пред 41 година, кога да речеме само во Врначка бајна се продавале тие охридски бисери, тогаш кралицата купувала така натака, а вие во овие 41 година кога работите, буквално сте дарувани од Тито па до принцези, до кралеви, така натака, едноставно државата тогаш купувала од вас, а овие никаде ги нема. Јас можам да ви кажам дека из овие години по некаква случајност сум повикан од одредени органи кои се дел во дипломатијата на оваа држава и сум предлагал мои производи, меѓутоа едноставно после тоа се замрело. Дали тоа значи дека доктор Павел Филев едноставно нема широки раце па да дава она што го работи ако трпе по цели вечери со својата фамилија да го дава фордавој што би рекли. Да, јас би се согласил со тоа. Дури можам и сосем слободно да кажам постои еден таков организиран систем на избегнување на мојот дуќан во овој момент. Шокантно е овој круг сега каде што ја гледате мојот дуќан се заобиколува, ама во текот на еден цел ден од сите можни водичи, а се застанува пред други локали и се прават некакви театри кои воопшто не кореспондираат со некаква вистина. Дали тоа она тезата 2 динари давам да се фатам завор или 5 да се трнава до ротва? А не знам, ќе видиме како ќе излезе тоа. Имам јас некој впечаток дека ќе биде така. Вие на сајмот, на Јадранскиот сајм, Експо 2011 година, Арт Експо 2011 година, држите предавање околу производството на охридски бисер. Така е. Вашето предавање беше бурно следено од голем број на врвни уметници и имавте модна ревија, заедно со вашата герка Марија тогаш. Така. На сајмот Арт Експо, каде што се прикажавте, и тогаш ве пренеса буквално сите балкански медиуми, осем нашите македонски медиуми. Па јас би сакал да верувам дека македонските медиуми не нашле за згодно за да направат некаква репортажа за тоа, а причините кои се за тоа навистина ми се непознати и поприлично чудни.
Ќе ви кажам уште еден факт. Во Охрид една прекрасна репортажа се направи за време уште на животот на мојата мајка. Значи, Не, тоа е она времето кога, да речеме, имаше некои други методологии на работа во медиумите. да, јас Каде што не беше партиското, него беше, да речеме, за речеме. Јас истото како сакам посебна форма на господинот Милиш да му кажам една работа која е абецедариум во вашава професија. Вашава професија е многу ценета, многу деликатна и многу Зависи тешка. за кого како. За кого како, секако. Јас му нагласив дека вие, господине Миличу, за да почнете да правите на репортажа, треба да се подготвите на терен. Во името на вистината, да знаете кому ќе му пристапите. Знаете како исто го вашиот Охридски бисер, како што ги има секаде, има и секакви новинари денеска, така да истражувачкото новинарство е да го слабо застапено. Да, меѓутоа со таков начин се отстапува многу од вистината. Дали Павел Филев ќе се осмели да речеме да држи јавна презентација во некаква си сала и да учи таму млади кадри како да произведат Охридски бисер. Јас одамна веќе сум коментирал некои факти, меѓутоа не само јас. И еден дел од мајсториве кои се во Македонија, а се на залез од својата кариера, имаме еден став дека занетите треба да се учат дома, а не да се прават курсиви од 2 месеца, 3 месеца или на последните курсевите може да трајат 40 дена. Тие се курсачи. Може да има и 40 часа. Разговараме за производство на Охридски бисер кој е комплексен процес. И јас мислам дека на ова прашање би било згодно да се поразговара за еден догледен период, затоа што самиот сум во недоумица што да ви одговорам, а во моментов се соочувам со некои други факти кои не би Дали вие изнесени. како доктор Павел Филев, производител на бисери, би сте му дали таму на некоја округла маса, некои момичина и така деца, таа е музија која чини доста скапо, па таму тие да играат да мачка бисерчина, тој е седевчина, тој е основата на бисерот, нели е седев? Така е. Да мачкаат некои седевчина и јас ги нарекувам поново пластика, бидејќи нема табер со седев, пошто знам што е седев. Во животот сум имал прилика да го изучам и тој зараед. Да мачкаат, дали би дали да речем да си играат дечина така? Производители на Охридски бисер. Дефинитивно. Со таква емоција. Дефинитивно не. Има една основа врз која се базира целата доктрина на семејството Филев. Кој отстапува, тоа нека му служи на чест. Меѓутоа, мојата доктрина е да тајната на бисерите остане во рамките на фамилијата. Без разлика. Без разлика, велам, затоа што во овој момент некој нашол начин како да ме прескокне и се надам дека некој Тоа е комерцијално. ќе најде начин да... Ајде ви запрашам, би го сменал на прашањето, гледам дека не сте директно да одговорите, али морам да ви го изречам суштинското од вас. Ќе повторам. Дали, да речеме сега мене би ми дали емулзија, шише се емулзија. Не, во секој случај не. 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 Колку риба е потребна плашица, да речеме да се направи една грлица Охридски бисер? Тоа многу пати ги како прашање поставено. А ја добро знам. Јас често пати ова го коментирам на вистина како новинарско прашање. Не е новинарско, јас професионално го поставам. Јас на тоа прашање не можам да ви одговорам, можам да ви одговорам воопштено дека вие имате можност да најдете еден материјал кој за благодарение на господинот Љупчо Паунковски остана на YouTube. Го знаеме. Оди како Охрид Струга 1968. На еден таков еминентен ваш колега, патописец, како што беше водителот, односно творецот на Караван, патописната едиција од репортажи, таму гледате еден лов на плашици кој се базира на тони. Ние веќе одамна немаме тони во Охрид, тоа веројатно ја алудирате на тој. Па во тој причина затоа што вие таа емулзија чувате од некогаш така и сега ги премачкувате и затоа во тоа и ваш мал дуќан имате мала количина на Охридски бисери. Значи суштината на прашањето ми беше токму да го изречам од вас дека не е можно, не е возможно секој дуќан да има 1000 бисери. Нема шанса. Ни во мојот дуќан нема повеќе од 50 на 60 огрлици, ама како и да би сакал да направам некаква комерција, нема можно. Вие сте познати како добар антиквар.
кој сака старини. Да. И познавајќи го вашето минато, знам дека сте влюбени во таа работа. Да, со многу истражувачка, да кажем, цел. Јас се надевам дека тоа ќе се валоризира во една скора иднина на многу академски начин. Мојата ќерка моментално е на магистарски студии во Добровник, дипломира историја на уметност во Скопје, како најдобра во генерација, со Маненгова награда. И исто така, за жал, можем да констатирам дека сите кои фалеа и кои беа спремни да застанат зад незе, никој не застана. Остана само семејството да... Добро, тука деле мислата приказка и јас мислио, така да... Најде да се навратиме на вашето. Вие сте доктор, сте производител на охридски бисери. Фамилиарна тајна, а сте антиквар во душа која сака својата историја и сака историјата на својот народ. Да. Што имате да порачате на нашите гледачи? Врска с ето да речеме со тој охридски бисер. Кога веќе откривме тајната, дека е невозможна мисија да се улова толку плашици, да се произведе толку многу бисер, колку што има по охридската чаша. Вие во самиот почеток кажавте дека сум партиципирал не само во Охрид, во занајчискиот дел од административниот дел, да речем. Сум бил подпредседател на Златарите на Македонија таму 93-4 година, во еден период кога Македонија требаше да постави темел врз кој ќе се одвива занајчиството во иднина. Конкретно мислам, се носеше законот за метрологија, конкретно нешто што е многу важно за нас златарите и филигранистите. Ајде да се навратиме да прекинем тука. Денеска филиграната е изумрена материја во Македонија. Па, може да се рече дека е така. Затоа што мал дел имаме уште од тие стари занечи кои имаат тој филигран на рака, додека на денеска што се прави машински, тоа веќе не е филигран, тоа не е рачна изработка. Тоа е едноставно штанца и ние како што умеевме порано во чаршискиот речник, во охридската чарша да го наречеме, Made in Italia. Јас мислам дека тука се продлабочува уште повеќе со глобализацијата на бизнисов како трговија. Ние сме денеска и преплавени со некој филигран кој доаѓа од некаде од далек исток, кој е диаметрален од македонскиот. Значи ги изгубил сите елементи на она што е поднебие. Јас се давам на обклада дека во Охрид можеме да најдеме 6 до 7 лица кои да речеме уште знаат да прават оној филигран, дувајќи низ цевка на шпиритус, можда ето случајно еден не сум јас, кој ја знае таа материја, и она макотатно прави на тој филигран. Тоа е еден процес, да речеме, за кој за едно прстенче ќе изгубите 6 дена. А трудот не може да ви се плати. Со тој факт ме сите соочени, пошто напомнавте дека ко познавате поприлично тој занает, можем да ви кажем дека во еден прстен само еден камен да го заглавите, да го фиксирате, да го фасетирате. Ви треба еден ден. Ви треба еден ден. Значи, буквално се делка од среброто или од златото, милиметар не, него ангстрем по ангстрем, се додека не проверите дека тој налегнал убаво. А вие имате... Постоеше на приказка, кога ќе видеа луѓето плав камен, сите мислеа дека е аквамарин. Кога ќе видеа дека е зелено, сите мислеа дека е жад. Кога ќе видеа дека е црвено, или смарагд, дека е рубин. Значи, тоа приказка продававме некаде во 85-тите, 90-тите години. А денеска продаваме приказка за хиперпродукција на охридски бисер. Дали да речеме би биле спремни на јавна дебата заедно со те производители на охридски бисер, која нашата редакција би ја свикала? Да, веднаш, мислам, не ми треба време за размислување, со големо задоволство, затоа што мислам дека со тоа ќе се начне можеби нешто, а како ќе има разврсница со некаква законска регулатива, тоа веројатно не можеме да предпоставам, а порано или покасно ќе мора да бидеме прашани пред да донесеме некаква законска. Ако се прави веќе бренд, сака да се брендира охридскиот бисер, ќе мора да ја прашаат вас. Јас мислам дека веќе нешто се брендирало, а јас не сум прашан. Како може да сте прашани вие? Многу едноставно. Значи, вие сега како Павел Филев, ако сакате да го брендирате вашиот производ, не можете? Да, не би можел.
Не би можел или би морал да најдем некоја друга солуција во секој. Охридски бисер 2. Ако тоа законот го вели, onda ќе биде Рамбо 2. Господине Филип, благодарам што одвоивте време за нас. Благодарам, мене беше чест. Едноставно сакам да додувам до нашите читатели, до нашите гледачи дека не е сребро се нашата сие. Да, тоа е стара поговорка и важи, то како. А не или бисер, нашата се што се продава. Така е. И благодарам.